Денешниот работен ден на амбасадорката на Обединетото кралство во Република Северна Македонија, Рејчел Галовеј, започна со средба со градоначалникот Никол Чуелиев во инфоцентарот на Пониква, каде двајцата соговорници разговараа за функционирањето на општината од стопански и економски аспект, за реализацијата на проектите како и за справувањето со COVID-19 кризата. По разговорот Илиев и Галовеј за телевизија Кочани дадоа изјави. За време на разговорите кои што ги имавме, отворивме повеќе теми со амбасадорката. На прво место секако беше нашето представување на нашата локална самоуправа, на нашите стопански потенцијали и сето она што е карактеристика за нашата општина и секако неизбежно беше представувањето и на дел на Пониквата како на Пониква и како инфраструктурните проекти кои што ги правиме овде во моментот на Пониква. Изразувајќи благодарност за срдечниот прием, амбасадорката Галова истакна дека слушнала добри работи од градоначалникот за развојот на општината и на планинскиот туристички центар и додаде: Многу ми е драго што денеска бев топло пречекана од страна на градоначалникот на Кочани и многу ми е драго да слушнам за позитивните работи кои што се случуваат во општината, поготово и за проектите кои што сега се имплементираат, како и за тоа дека Пониква е сега едно од заштитните подрачја во оваа област. Исто така, во текот на мојата посета денеска ќе се сретнам и со советниците на општината, како и со членови на бизнис заедницата, да ги слушнам и нивните видувања како се справуваат моментално со ситуацијата. Исто така, денеска ќе посетам и еден од нашите проекти кои што е финансиран од страна на британската влада, кој што работи со лица од ромската заедница во Кочани и им помага сега во ситуацијата, затоа што тие се едни од најранливите категории на граѓани погодени од пандемијата. Амбасадорката изрази подготвеност приватно заедно со семејството да ги посети Кочани и спортско-рекреативниот центар Пониква. Покрај оваа средба, амбасадорката Галова денеска се сретна и со представници на советничките групи кои партиципираат во советот на општината за да добие што пообјективни и посодржајни информации за неговото функционирање. Високата гостинка од Обединетото кралство ја посети и фабриката за преработка на ориз Даниво со цел да се запознае со производниот процес, бидејќи оризот е земјоделско обележје препознатливо за Кочани.